Почитувани колеги, градоначалник и председатели, гевгелиска јавност. Има архиви и лесно може да се провери и спореди. Ваква реализација на буџет во првиот квартал не е била никогаш. И сега ќе се изнаслушаме со каква злоба и превртување белото ќе се прави во црно. Малку корекција на речникот само. Во сите времења до сега, во сите филозофии и култури, во сите општества и економии има една незаменлива. Пред фактите и боговите молчу. Зошто белото да го правиме црно? За инџикар. Друг за збор, колеги? Сио. Благодарам, председателе. Почитуван председател на Совет, почитуван градоначалник, почитувани колеги советници, представници на општинската администрација, медиуми, почитувана гевгелиска јавност, добар ден. Кварталниот извештај за извршување на буџетот на општина Гевгелија за периодот 1.1. до 31.3.2025 година, на прв поглед, прво читање, е навидум добар, и не се сомневам дека советниците од ДПМН ќе го фалат, но се една мала анализа се доаѓа до реалноста. Неплански проектиран буџет или смислено ниска проекција за прикажување позитивни резултати и затоа има висока реализација. Секој пат кога планираш ниско, а имаш реализација, процентот на остварување е повисок. Пример се даночните приходи, каде што за даноци на специфични услуги било планирано 89 милиона и 700 илјади, а реализација има од 44 милиона 359.760 или 49,5% само за првото тромесечие. Данокот на имот, проектиран буџет 66 милиона и 100 илјади, реализирано 8 милиона на округло или 12,2%, а кога сме веќе кај данок на имот, имаме сознание дека се уште не се решени дел од приговорите за минатата година. Даночните решенија, еве денес сме 16 мај, немаме ги добиено, или повторно се чека да поминат изборите. Минатата година парламентарните и председателските, оваа година локалните, па да ги добијат граѓаните отпосле како награда или казна. Капиталните приходи се со ниска реализација, додека за трансфери од други нивоа на власт имаме реализација од скоро 50%, 49,7% на основниот буџет, и по не знам кој пат ќе се повторува она што нашиот народ го вели: чужда вош како не те полази, не ја бива. За првиот квартал општина Гевгелија има вкупен приход од 196 милиони округло, расходи од скоро 191 милион, но има и неисплатени обврски од 35 милиона и 577 илјади денари, што покажува не баш чиста слика како што изгледа на прво читање на овој квартал. Благодарам. Благодарам и вам. Друг за збор, колеги? Бегова, повелете. Благодарам, председателе. Почитувани колеги, почитуван градоначалник, како и секое тромесечие, по истекот на кварталот се прават финансови извештаи. Накратко, без да се повторувам со представникот, за првиот квартал од 2025 година бележиме одлична реализација на буџетот. Во врска со приходниот дел има остварување од 30% реализација, или тоа се 109 милиони од основниот буџет. Поголема е контрола врз расходите,
Најважно за нас граѓаните се капиталните расходи кои што изнесуваат 30% од купниот процент расходи. Значи овој квартал има одлична реализација, добар процент на капитални инвестиции. Уште сме во тек на вториот квартал, но се давам за право да кажем дека на ваква реализација, односно 30% на основниот буџет, уште сега може да се представиме како би изгледале наредните 3, кога општината ќе започне со реализација и на финансовите средства од страна на владата. Ви благодарам. Благодарам вам, колежка Бегова. Друг за збор? Нема. Доколку нема, му давам збор на градоначалникот. Почитувам председател на Советот, почитувани советници. Денес го разгледуваме кварталниот првиот квартален извештај за 2025 година. Вкупната реализација на буџетот, на вкупниот буџет е околу 26,45%, односно реализирани се 196 милиони 089 195 денари од вкупно планираните 741 милион денари 302 538 денари. За нас како локална самоуправа и за мене како градоначалник и за вас како советници, најповажна е реализацијата, значи најважна е на основниот буџет на општина Гевгелија, а за првиот квартал значи имаме реализација од 109 милиони 089 756 денари, што е 30% од вкупно планираните 363 милиони 632 321 денар. Традиционално првиот квартал низ годините секогаш е со послова реализација од причина што завршуваат новогодишните празници, имаме и помала стопанска активност и по таа причина по реализацијата во првиот квартал од 30% оваа година е одлична реализација. Имаше од страна на советничката Романчева во делот на планираното, не било добро планирано дел од приходната страна, мора да одговорам. Значи, неколку пати, пак ќе повторам, кога го планираме предлог буџетот, согласно законските регулативи кои што беа донесени пред 6-7 години, ние сме ограничени по делот на планирањето. И за тоа, од таа причина, секоја година следуваат 1, 2 и 3 ребаланси. Во делот на малечкиот приход од помалиот приход од капитални приходи, односно продажба на земјиште, кога е поголем овој процент, има реакција зошто се продава земјиштето, кога е помал процентот, зошто е помал процентот. Во делот на приходната страна, значи имаме приходи од 77 милиони денари и околу 31 милион кои што се реализирани, а пренесени од претходната година, и вкупно имаме, значи кажавме, реализација од 109 милиони, тука отскокнува, како што беше наведено, ставката специфични услуги, таму облегуваат и средствата од комуналиите, и овде имаме веќе реализација негде од 50% и се надевам со исто темпо ќе продолжи во текот на целата година. Во делот на расходната страна, значи имаме за плати и надоместоци околу 13,28%, резерви и недефинирани расходи околу 0,54%, стоки и услуги 27,20%, каматни плаќања 2,06%, субвенции и трансфери 20,47%, капитални расходи 30,86% и отплата на главницата по кредитите околу 5,59%. Погледне на расходната страна, споредено со претходните години,
имаме поголем расход на ставката 421. Овде од планираните 16 милиони денари, веќе се реализирани 10 милиони денари, повеќе од 60%, и тоа од причина што за сметките за електрична енергија се платени 5 милиони денари, за истиот период минатата година, 2024 година, се платени 2 милиони денари, тоа е како резултат на покачување на цената на електричната енергија, и тука имаме зголемување од 3 милиони денари на оваа ставка. Значи тоа е во ставката 421, каде што влегува и исплатата на електричната енергија, и исто така има 500.000 за поштата, тоа е бидејќи покасно беа пуштени решенијата за данок на имот, а понос на годинешните, бидејќи беше спомнено советничката силова, нема да бидат пуштени по завршувањето локалните избори, така на месец мај ќе бидат испратени решенијата за данок на имот, а исто така во оваа ставка 421 имаме исплатено и фактури, значи фактурите кон јавното предпријатие Комуналец ги плаќаме по старост, кои се постари, ги чистени, и тука околу 2 милиона и 900 денари за комунални услуги има платено и на јавното предпријатие Комуналец. И затоа имаме зголемување, односно имаме реализација на оваа ставка, расходна ставка од 10 милиони денари. Значи 5 милиони денари за струја, 2 милиони и 800 денари или 900 за комунални услуги на ЈПГД Комуналец, околу 600.000 на поштата, и другите се сите поситни. Се надевам дека и во наредниот период, како оди во вториот квартал реализацијата, ќе имаме и оваа година висока реализација на буџетот. Се надевам дека на крајот годината ќе имаме 30% и повеќе од 30% реализација на капиталните расходи, како што е во првиот квартал. Имаме 30% реализација на капитални расходи, да го задржиме тоа и до крајот на годината, ќе биде одлично за реализираните проекти, а од друга страна ќе предонесе и за дополнителен бенефит и на општина Гевгелија, и на локалната самоуправа, заради подобрување на финансискиот капацитет, заради подобрување перформансите, и како резултат на тоа сега во втората точка, последната точка, односно во ребалансот, ќе погледнеме добрата реализација во изминатите 3 години, како придонесува за зголемување на ДДВ-то за 80%, што е рекордно до сега за општина Гевгелија. Благодарам. Благодарам за излагањето на градоначалникот. Со тоа заокружуваме претписот по оваа точка. Предлог заклучокот го ставам на гласање. Кој е за? 10. Против? Воздржани? 8. 6. 6. Констатирам дека предлог заклучокот е усвоен. Точка 3. Предлог измени и дополнување на буџетот на општина Гевгелија за 2025 година. Проверено. Почитувани, врз основа на член 29 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, доколку во текот на извршувањето на буџетот, градоначалникот на општината оцени дека се неопходни позначени прераспределби на одобрените средства на буџетот или дека реализацијата на приходите и другите приливи значително отстапува, предлага до Советот на општината измени и дополнување на буџетот. Исто така, измените и дополнувањето на буџетот на општина Гевгелија се вршат врз основа на известување од Министерството за финансии од 15.4.2025 година. Со измените и дополнувањето на буџетот на општина Гевгелија за 2025 година се врши зголемување на вкупниот буџет во вкупен износ од 98.022.855 денари, односно од 741.302.538 денари се зголемува на 839.325.393 денари.
Кај основниот буџет зголемувањето е 69.158.918 денари, зголемување на подставка трансфери од други нивоа на власт, буџет на дотации се зголемува за 15.958.088 денари, буџет на самофинансирање се зголемува на 172.192 денари и буџет на донации се зголемува за 12.733.675 денари донации од странство за добиени проекти. Измените и дополнувањето на буџетот на општина Гевгелија за 2025 година ја има следната структура. Основен буџет 432.791.239 денари или 51,56%, буџет на дотации 364.285.718 денари или 43,41%, самофинансирачки активности од 20.974.392 денари или 2,50% и буџет на донации 21.274.044 денари или 2,53%. Билансот на приходи со измените и дополнувањата на буџетот во висина од 839.325.393 денари ја има следната структура: даночни приходи 174.200.000 денари или 20,75%, неданочни приходи 26.089.385 денари или 3,11%, капитални приходи од 28.267.637 денари, трансфери и донации од 610.768.371 денар или 72,77%. Расходите со измените и дополнувањата ја имаат следната структура: плати и надоместоци 366.105.945 денари или 43,62%, резерви и недефинирани расходи 1.200.000 или 0,14%, стоки и услуги 154.295.728 денари или 18,38%, каматни плаќања од 6.100.000 или 0,73%, субвенции и трансфери 80.098.180 денари или 9,45%, капитални расходи од 214.805.540 денари или 25,59% и отплата на главница од 16.720.000 или 2%. Измените и дополнувањата на буџетот за 2025 година, основниот буџет во висина од 432.791.239 денари ја има следната структура на приходи: даночни приходи 174.200.000 или 40,25%, неданочни приходи 5.350.000 или 1,24%, капитални приходи од 28.267.637 денари или 6,53% и трансфери и донации од 224.973.602 денари или 51,98%. Билансот на расходи кај основниот буџет ја има следната структура: за плати и надоместоци 62.682.382 денари или 14,48%, резерви и недефинирани расходи 1.200.000 или 0,28%, стоки и услуги од 83.731.337 денари или 19,35%, каматни плаќања од 6.100.000 или 1,41%, субвенции и трансфери 72.918.198 денари или 16,84%, капитални расходи од 189.439.321 денар или 43,78% и отплата на главница од 16.720.000 или 3,86%.
Капиталните расходи во вкупните измени и дополнување на буџетот на општина Гевгелија за 2025 година учествуваат со 25,59%, а во основниот буџет учествуваат со 43,78%. Сите промени во однос на зголемување или намалување на ставките се направени согласно потребите и врз основа на горе наведеното предлагаме да се донесат измените и дополнувањата на буџетот на општина Гевгелија за 2025 година. Благодарам. Благодарам на представникот. Отворам претрес по точката. Прв за збор се јава градоначалникот. Почитувам председател на Советот, почитувани советници. Точка на дневен ред е првиот ребаланс во 2025 година, со кој основниот буџет од 363 милиони денари, 632.321 денар ќе се зголеми на 432 милиони денари, 791.239 денари, или е некаде зголемување од 69 милиони денари, 158.918 денари. Ова зголемување, дел од ова зголемување се должи, значи 3 милиони денари од Министерството за култура, заради град на култура, кој сме избрани град на култура, 3 милиони и 329 хиляди денари за улицата Павел Шафер, 21 милион 829 хиляди 773 денари, тоа се средства пренесени од 2024 година, значи со предлог буџетот имавме пренос околу 38 милиони, а со оглед на тоа што на крајот на година 31.12 на сметката на основниот буџет имаше 59 милиони денари, сега се пренесуваат уште 21 милион денар и најголемото зголемување на основниот буџет е од 40 милиони 929 хиляди и 552 денари по основ на ДДВ од Министерството за финансии. Што за мене е најголем успех на локалната самоуправа од причина што за 2025 година од Министерството за финансии приносењето на предлог буџетот и рамките кои што они ни ги даваат, на кои да се движиме со планирањето на буџетот, беше предвидено општина Гевгелија за 2025 година да има 52 милиони денари по основ на ДДВ. Сега имаме зголемување за плюс 41 милион денар, што е околу 80% од првичниот предвиден приход за ДДВ. Значи, општина Гевгелија во 2025 година, на крајот на годината ќе има основ на ДДВ 93 милиони денари во основниот буџет и ова се должи на дел од перформансите од 0,75% од наплатениот данок кој се доделува на општини кои остваруваат добар финансиски резултат во последните 3 години. Распределбата се врши согласно утврдени критериуми во уредбата за методологија за распределбата на приходите од ДДВ. Просечно остварените приходи во последните 3 години според податоците од трезорската евиденција. Со оглед на тоа што за 2022 година, 2023 година, а 2024 година имавме 107% реализација на приходната страна, а 99% на расходната страна, и ова зголемување на, мислам дека се 4 општини во Македонија, кои што во изминатите 3 години имаат добра реализација на буџетот, добри перформанси и се надевам дека и во иднина ќе продолжиме со таквата реализација, бидејќи овие средства кои се сега додадена вредност за општината ќе ни овозможат нормално да планираме, а редовно да ги плаќаме тековните обврски во иднина. Обично на крајот на годината, некаде околу октомври-ноември, секогаш има за некои проценти намалување на приходите од ДДВ-то, но колку и да има намалување на ова зголемување, сепак во оваа ситуација, ова е одличен момент кој што во иднина нема да се намали во сегашната состојба
со добра реализација ќе придонесеме да се зголемува и во наредниот период. Во однос на другиот дел на распределбата на средствата, како што кажа представникот од администрацијата, средствата се распределени во однос на потребите и во однос на новонастанатите ситуации, како што е ситуацијата со електричната енергија, но сепак акцент повторно е ставен и околу 34 милиони, значи 50% од зголемувањето од 69 милиони денари повторно е во капитални расходи. Ви благодарам. Благодарам и јас, господин градоначалник, на обширното излагање. Сега, колеги, продолжаваме со прашање и дискусии од ваша страна. Прво се јави колешката Силова. Благодарам, председателя. За измените и дополнувањата на буџетот на општина Гевелија за 2025 година, јас како и обично ги издвојувам програмите што се зголемуваат, што се намалуваат и што остануваат исти. И не бива ако нема пропуст од финансовото одделение, недостасуваше во материјалите програмата Q, заштита и спасување во износ од 200.000 денари, па по укажувањето на комисиите за вчера не беше доставена наредниот ден. Но тоа е тоа со финансовото одделение, целиот овој период нова локална власт или имаат грешки што не сакаат да признаат дека се грешки или нешто фали, или како што милува да каже почитуваниот градоначалник, грешки имало и ги има, но тоа е тоа. Програмите ми се издвоени, кои се зголемуваат, се програмата градоначалник за 1.500.000, ќе зборувам округом, општинска администрација за 16.600.000, урбанистичко планирање за 1 милион, уредување градушно земјиште 2.500.000, јавно осветлување 8.200.000, јавна чистота 350.000, одржување и користење пак 2.150.000, изградба и реконструкција на локални патишта и улици 54.921.815. И тука имаме едно прашање до вас, градоначалниче. На комисиите за вчера за програмата Ј, изградба и реконструкција локални патишта и улици, зголемување од 44.580.000 денари, не ни одговорија зошто ќе бидат наменети тие. Се надевам дека кога ќе дојде точка на ДВР ќе бидете присутни, ако представникот од општинската администрација не знае да ми одговори, да ми одговорите вие. Потоа има зголемување кај програмата Ј, капитални расходи урбана опрема за 3.600.000, библиотекарство, музичко-сценска, уметничка дејност, културни манифестации, дворишто и да не ги набројувам сите. Значи програми кои што се зголемуваат, сите овие се со износ од 115.411.135 денари, а програми кои што се намалуваат се советна општина 838.280, капитални расходи на општината за 2.400.000, капитални расходи за уредување градушно земјиште за 3 милиона, други комунални услуги 250 и да не набројувам до крај, вкупно се намалуваат за 17.380.280 и доаѓаме до износот од 98.022.855, кој што е износ за зголемување на овој буџет. Сега програмите кои што се зголемуваат и намалуваат, издвои по кои ставки се зголемуваат. Значи, по ставката разни трансфери имаме зголемување од 15.980.408, ставката комунални услуги, грејење, комуникации, транспорт 11.264.500. Са ставката други тековни расходи има зголемување од 4.099.100 во програмите кои што ги наведов, а во другите програми што се намалува, оваа ставка се намалува за 2.150.000. Таму се зголемува, тука се намалува, се надевам дека е тоа согласно потребите на општината.
Други градежни објекти, значи во вкупен износ се зголемува за 57 милиона 168 илјади, а во другите програми се намалува за 12 милиона денари. Договорните услуги се зголемува за 6 милиона 328.614. И најдискутабилна е ставката купување на возило, 2 милиона и 400 илјади. Минатата година беше проектирана во буџетот, со ребаланс беше бришена. Оваа година повторно е ставена во буџетот, уште со првите измени и дополнување на буџетот се брише и се укажува на една манипулација од типот пиши и бриши или ставка која се става за резерва и за маневрирање со буџетот. Овој прв ребаланс, изголемувањето на буџетот за 2025 година се сведува на округло ќе зборувам 41 милион поврат од ДДВ, 21 милион пренесен висок од 2024 година, 3 милиона од Министерството за култура за проектот Гевгелија град на културата, што е тоа за поздравување, дотации 15 милиона, 11 милиона донации, но во целина се сведува на тоа дека само чекаме да ни дојдат пари од било каде, па локалната власт да покаже дека добро функционира. Ви благодарам. Благодарам, колежка Сио. Прашање немаше. Колегата Кичиков се јави за да. Добар ден на сите. Јас ќе го поздравам ова покачување, мислам, од страна на владата на Република Македонија, што ДДВ-то во поголема ставка се враќа по општините. Тоа значи дека ние треба како советници и градоначалникот на чело со нас да размислуваме за подобрување на условите за живот на граѓаните на општина Гевгелија. Значи, тие пари треба да се пренасочат да направиме нешто подобро за нашите граѓани да останат да живеат заради тоа што во Гевгелија и во Република Македонија, заради тоа што овој тренд што не наметнат веќе и сигурно градоначалникот знае дека само овој месец е издадено над 400 решенија за млади луѓе што се иселуваат од Гевгелија. Треба веќе да почнеме да размислуваме овие пари, да ги вложуваме, веќе кога не ги дава државата и владата, да ги вложуваме малку на подобар начин, заради тоа што барем да спречиме дел од овие луѓе што сакаат да напуштат Македонија и градот Гевгелија. Еден од најубавите градови во Македонија на погранично место, што значи дека ако Гевгелија се иселуваат луѓе, може да замислам како се иселува Берово, Пекчево и да не зборувам понатаму. Јас малку сум разочаран и позитивно изненаден заради тоа што мислев дека ќе почнеме да вложуваме уште повеќе во спортот во Гевгелија. Си викам сега овој ребаланс ќе оди и на ставката спорт и сега ќе имаме, заради тоа што имаме многу добри резултати, ќе изголемаме и овде средствата да ги истрошиме и овде што имаме малку. Ќе бев изненаден и ќе бев позитивно изненаден ако се вложеа пари во спортот, ама во ставката за спорт и рекреација, капитални расходи. Тука ставката ќе останува 10 милиона, а добро е што остана и ова за спорт и култура 27 милион, заради тоа што ако споредиме, јас ова го зборам веќе со години, и ова што ни се случува сега во Гевгелија, дојде како шлак на торта, што зборам 12 години. Не го посакував ова, само предупредував, на крајите дојде до тоа што го зборувам јас и што се истроши една огромна сума на пари, не само овие 4 години, значи 12 години, а Гевгелија, за жал, не доби ни еден капитален проект, зборувам во спортот, за да може нашите деца се рекреираат како што треба. Јас мислев дека не можев да стигнам, се извинувам до граѓаните на општина Гевгелија, се извинувам до колегите советници, дека не можев да стигнам на време на седмица, иначе ќе барав, слушнав дека се барала таа точка, исто јас ќе го барав, заради тоа што прва точка сега требаше да биде ова што ни се случи и ова бламирање на градот и на спортот во Гевгелија што вложуваме толку пари. Го изгубавме женскиот ракомет, сега се изглупиравме и со машкиот
фудбалски клуб Кожов, традиција од 100 години, кој што пред 2 години се фалевме 100 години Кожов, 100 години Кожов, на крај после толку пари ја утнавме и таа работа и мислам дека редно беше, не требаше да се бара, туку требаше градоначалникот и председателот на Совет прва точка на дневен ред да биде таа. Заради тоа што се излеваат многу пари во тој клуб и во спортот во Гевгелија. И тоа што не се случи, треба некој да сноси одговорност за таа работа или барем во најмала рака да некако советници да не удостои со објаснување заради тоа што да не заборавиме, како и јас, така и вие, советници, мои колеги, сигурно сте на пат сретнати и прашани што се случило и што е приказката, реалната приказка со ова што се случи со клубот. И сигурно и сите вие, како мене, не знаете што говорите. Може некој знае нешто малку повеќе, или малку помалку, ама никој не знае точно да објасни на луѓето што се случи. Со женскиот клуб исто така пројде на брзина, ракометниот клуб, сега ова ни се деси. Јас еве до градоначалникот имаме и советнички прашања, да не чекаме до тоа. Мене не ме јасно до кај оде ова лудило, заради тоа што знам дека и спортскиот директор на ФК Кожов си дал оставка. Знам дека и актуелниот веќе месец и пол не оди. $21 милион денара, за да знаат граѓаните на општина Гевгелија, тие се околу 350.000 евра, ќе ги помножите со 4, се околу 1,5 милион евра, отидоа кај? Јас сакам да прашам кај. Заради тоа што кога зборев тука дека прво треба се градат младински категории, заради тоа што е разрушено, може не е овој градоначалник крив за тоа, туку требаше да почне основа да се има за таква работа и повеќе пари да се вложуваат во капитални проекти, значи спортски стадиони, спортски сали. Ние ова спортска сала што ја имаме, јас и тој и претходната седмица го прашав, дали некој од вас ќе го отвори кровната конструкција на својата куќа во јануар. Наспроти тоа што ги имаме овие телефони веќе и се знае секој секунда дали ќе врне дош или нема да врне дош. Да се дрзнеш на еден објект што е 6 години стар, да му отвориш кровната конструкција, да го оставиш на прокиснување на сите овие дождови, така и без кров, јас мислам дека ни еден од вас тука нема тоа да го направи во собствениот дом. Значи, тоа ми излегува крајно домакинско работење и ми излегува дека не знам како да се изразам, да не личам на Апасиев да почнам да вреѓам тука. Ама може и треба така да биде работата, заради тоа што стварно бескрупулозно е ова што ни се случува. Значи, крај на денот тој објект, без разлика дали веќе ја сгрешивме работата, намерно, ненамерно, знаење, незнаење, е полн со вода и дали тој објект, кога ќе вложиме плюс средства за тој објект, ти гледаме има 10 милиона, дали тој објект има смисла после сето ова да се вложат парите. Јас секогаш бев за нешто ново. Изборев, да, треба да се финансират спортските клубови, ама до одредена граница. Таму има управни одбори, ако сака некој да се занимава с тоа, треба да му се помогне, има и многу други начини, имаме и волончари што ги дава владата, значи има средства, до тој лимит до кај што може да вложуваме. Сега, како што е ситуацијата, истрошивме и ние околу 1,5 милион евра, а пари нема и успех нема. Успехот на крај на денот, кој ќе сумираме, немаме женски клуб веќе, не ми зборите го приказки некој сега ќе го обновуваме, пак има друго име, може ќе има и друго име на Кожов, ама не е тоа. Бламажата на Гевгелија први не го заслужува ова, а не спортскиот клуб ФК Кожов. Да застанам тука, заради тоа што има многу да се збори, изреволтиран сум крајно, и пак ќе ви кажам, требаше да биде прва точка на дневен ред тоа. И да го збориме тој, да се разјасниме многу работи и да видиме ако треба да се признаеме кривици, да се признаеме, да почнеме од нешто, заради тоа што народот врие, а сите такви нус поеви резултираат со 400 луѓе што се отиде од Гевгелија. Да знаете, после ова, наредна година и уште скоро ќе си одат уште 400. И после ќе си останеме тука или град на пензионери, или не знам друго што да кажам, заради тоа што е за Гевгелија жално. Јас само би апелирал до градоначалниките на друга работа. Значи, видов, излезе колешки, да не се повторуваме кај овие плюс пари се распределени во рете.
навлегувам дали е тоа добро или не добро, мада што секој си размислува, треба да оставиме малку и градоначалникот да носи одлуки, да не се правиме сите паметни, после на изборите нека кажуват граѓаните дали градоначалникот работи како не треба или како треба. Но јас мислам дека дел од овие средства веќе требаше да се размислува, да се вложува и во ова ставка за дезинфекција, дератизација, заради тоа што добро кажа, ние сме погранично место, јас тоа многу пати сум го вложил, значи ние секоја година промашуваме со прскање на комаци од ларвицидно, а не заборавете дека сме гранично место, дека продефилираат многу луѓе и не забораваме дека и здравството ни е во колапс. Немаме инфектолог. И место да се концентрираме да и заштитиме луѓето, барем сега кога ни стигнаат толку пари, да направиме еден процес како што треба и да се заштитат луѓето, ние имаме коморци поголеми веќе од, не знам, и од мувите, мувите се мали зови. Зошто? Заради тоа што не сме ажурни и не едноставно излигуваме незаинтересирани за граѓаните на општина Гевгели. А тоа сме сите, и нашите деца, и моите деца. Значи, тука нема СДС. Коморците не знаат СДС, ВМРО, Левица или независни. Тука ништо не се вложено и ова година поминак, Господ нека ни не помеш, не да е Боже да стигне до некоја епидемија што не ја знаеме, заради тоа што ви кажа, тука продефилираат, ние сме такво место многу луѓе и може да дојде до некоја си инфекција што немаме ни инфектолог додека ја луцираме, ќе имаме проблем. Исто така, што ми е криво што не дадовте денар ни на пожарната. Зборавме тука, не сакав да се јавам, сме донели ново возило, јас колку што и контактирам луѓето, прво мислам да го прашам градоначалникот дали тоа што ми го вети им прати пари, тоа што требаше да им ги плати таа 12-та плата, 13-та плата како била. И второ, јас мислам дека треба, да, добро, значи не знам за тоа, затоа ви прашувам, ама друго треба да знаете дека тоа е под наша надлежност, јас колку што знам, и мислам дека треба да се ангажираме заради тоа што тоа возило што стигнало од таму кај што стигнало е недобро возило. Значи нефункционално возило. Видовте што се случи во Кочани и уште не почнуваме да не работи мозокот и да размислуваме малку подалеку, заради тоа што им доаѓаат летни денови, а нашата противопожарна единица тука е оставена на милост немилост, ни со опрема, ни со возила, ни со ништо. Не дај Боже да дојде до нешто. Не посакувам да ни се случуваат работи што ни се случија пред 2 месеца, заради тоа што видовте со каков епилог за жал стигна. И тоа исто така проблем што се става под тепих и не се решава навремено. Значи бе барал од градоначалникот за спорт да се размисли, нека намали ставката веќе и нека си најде друга стратегија, а не ова како претходно измолзување на пари од спортските клубови. Од видите дека ние немаме резултат председател од таа работа. Ако се слажете. Значи катастрофа ова што не се случи. Имавте поголем дел од излагањето посветено на тоа, ќе молам сега да не се навраќаме повторно. Да се заокружат на целина. Председател, јас се зборам за тоа што треба да се зборам. Сега може 10 пати се вратам, може да ми го ограничите зборувањето, иначе друго не. Тоа што само си го зборам, Од јас зборам веќе 13 години, па никој не ме слуша. И исто така би апелирал, мислам дека за коморците веќе е касно. За до година, дај Боже, може ќе има други некои дечка што ќе се борат повеќе од нас, али за противпожарната уште сега ви апелирам. Почнете да размислувате, прашајте ги луѓето што им треба, ако треба се зема и да се вложи нешто кај нив, оти летото доаѓа, се најавуваат повторно температури до, што се вика 45 степени, да не дојде до нешто што не треба да дојде, а на крајот не знаеме како да го санираме. Благодарам. Благодарам и вам. Друг за збор, колеги? Романчева, не ве разбрав. За збор? Благодарам, председателе. Почитувани председателе, представник, градоначалник, колеги. Во однос на
точката измените и дополнувањето на буџетот. Првото дополнување и првите измени на буџетот на општина Гевгелија за 2025 година. Ќе се задржам само на измените и дополнувањата на основниот буџет. На тој дел не навлегувам во другите делови. Значи, станува збор за зголемување на основниот буџет од дополнително средства добиени, пренос од претходните години и од данокот на додадена вредност. Најголемиот дел се тие со кои што средства се надополнува основниот буџет. Меѓутоа, покрај ваквото надополнување на основниот буџет, паѓа во очи и измените кои што се прават во основниот буџет, на средствата во основниот буџет. Дополнувањата, овие средства, овие пари, мора да се сместат некаде, генерално се сместени во ставките, каде што во претходното мое излагање парите беа потрошени, реализирани и мора да се надополнат тие ставки, за да има пари, за да функционира општината вогладно, за да си ги извршува своите тековно оперативни работи. Што значи дека промени има во ставките за тековни оперативни во програмите, во сите програми каде што има потреба за тековно оперативно работење. Таму имаме зголемување на тие ставки за да има пари да се одржуваат работите во тек. Што се однесува до делот во овие измени и дополнувања, во делот кај капиталните расходи, тука паѓа во очи дека ќе погледнеме дека 34 милиони од овие доделени средства, од ова зголемување на основниот буџет, кој што се 69 милиони, 34 милиони влегуваат во капитални расходи. Но што се случува во програмите кај капиталните расходи, во сите програми, во делот капитални расходи во основниот буџет? Имаме намалување на капитални расходи кај општината. Тоа е во зилото 2 милиони 400. Значи веќе тие пари не се таму. Уредување на градежно земјиште во таа програма минус 3 милиони денари. Сообраќајна сигнализација минус 1 милион денари. Систем за наводнување минус 1 милион денари. Значи паркови и зеленило се зимаат од таму 4 милиони денари. За детските градинки од основниот буџет се зимаат 3 милиони денари. Значи тоа се милиони денари со кои што се намалуваат капиталните расходи во овие програми во основниот буџет, а сите пари се насочуваат само во една единствена програма – изградба и реконструкција на локални патишта, улици и мостови. Мислам дека и претходниот советник во своето излагање кажа дека тоа ваквиот начин на измени не е во ред во еден основен буџет кој што има голем капацитет, располагаме со пари зборувам капацитет во однос на пари, да ги насочиме само кон едно. На што ме наведува ова? Едноставно ме наведува да има мислење дека станува збор за местење на овие пари само во една насока, како да е и овие измени дополнувања направени за некои други потреби, не за потребите на граѓаните. И секако некако ова местењето почна да ви оди од рака. Благодарам. Благодарам и вам. Друг за збор?
Ако? Колежка Николова, повели? Ако не? Прашањето ми е до градоначалникот. Може би знаеш представник. Ќе се запише сигурно во записникот. Ова зголемување на буџетските средства, дали значи вработување, дали значи проекција на нови вработувања? Тоа сакам да го прашам. Ќе ми одговори. Запишете ви тоа. Ако може представникот, ако не ќе го почекаме градоначалникот. Нека каже градоначалникот. Благодарам. Друг за збор? Чеболев? Благодарам, председателя. Почитувани. Јас би сакала да упатам прашање до представникот на општинската администрација. Значи, најинтересен фактор е зголемувањето за данокот на додадена вредност. На што се должи тоа зголемување, ако може подетално да ни објасни? Ти можете представник. Согласно насоките добијани од Министерството за финансии, во самиот допис ни е наведено дека согласно член 9 став 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, приходите од данокот на додадена вредност се обезбедуваат во висина од 6% од наплатениот данок остварен во претходната фискална година. Тие се распоредени во 3 фондови. Има основен дел. Тој дел е за сите општини. Дел за перформанси се доделува на општините кои остваруваат добар финансиски резултат и дел за воедначување на општини со слаб финансиски капацитет. Ние покрај основниот го добивме делот за перформанси, значи за општини со добар финансиски резултат. Сепак таму постои уредба и методологија за распределба на приходите, ги следат и податоците преку трезорската евиденција за реализација. Со оглед на тоа, можам да кажам дека зголемувањето на приходот на данок на додадена вредност се должи и на зголемената стопанска активност во општината и на добриот резултат финансиски за големата реализација на буџетот. Благодарам. Благодарам на вас. Колега Ристов, се јавите за нешто? Дискусија, така? Благодарам, председателя. Почитувани колеги, почитуван представник, почитувани присутни. На почеток кажам, не се јавам за претходната точка, со една цел што ќе искористам дел од листата и во овој моја дискусија, па да не ги обременувам седниста со слични или исти дискусии. Во контекст на ребалансот на буџетот, јас ќе го повторам тоа што сум го кажал и до сега, што го зборував, а и тоа што еве за прв пат градоначалникот имаше вовед. Председателот му даде збор, а претходно праксата беше првоповедници да зборуваат, а сега обратно, за разлика од претходната точка, направи една презентација на правото кој прв ќе збори кој не е битно. Добро е си секој да си го каже своето, од своја гледна точка, и јас ќе си го кажам од моја гледна точка. Ќе се надоврзам на неговата дискусија дека Министерството за финансии, она што е најбитната, ни одобрила дополнителни средства на општина Гевгелија, меѓу другото и на другите три општини, значи купно 4, кои што остварат добри перформанси. За вој на вистината може би тоа така, меѓутоа тој податок или тоа министерство може тоа да го направи уште при носење на буџетот, бидејќи ги знаат финансиски показатели на сите општини во државата. Зошто тоа не го направил навремено, кога се носеа буџетите во сите општини? Тоа си го знае само Министерство за финансии.
Која е целта? Исто така си го знаете само Министерство за финансии, а јас сметам дека е целта единствена локалните избори кои ќе се одржат ова година. Друго ништо. Од делот на самото висина на одобрени средства, тоа е добро и е за поздравување, меѓутоа е една добра разлика од минатото, што, како кажа испред малку представникот, кога беше на говорница, дека висината на повратот изнесува 6%. Тоа се должи на едно друго време, кога се од тогашните 4,5% се направи напори да општините добиваат поголеми средства од повратокот на ДДВ. И ова гледаме дека станува пракса и се реализира и се зголемува. И се надевам дека во иднина може би државата ќе смокне сили да поголем дел од ДДВ-то кој што се остварува на териториите на соодветните општини, како што и општина Гевгелија, биде во поголем износ повратокот, затоа што тоа ќе влие и за самиот развој на општините, а не да бидеме на, како да кажам, стендбај ситуација, да чекаме да Министерство за финансии процени или оцени дали ќе на некоја општина заради зголемени перформанси, некоја општина заради намалени перформанси, некоја ќе ја дига, а другата пак ќе ја крепи. Што треба да биде правило кој што ќе овозможи сите општини во државата да се развиваат, бидејќи на крајот исто живееме во една држава, тоа е Македонија. Во тој дел имам толку да кажам, со тоа што ќе кажам дека во делот на приходната страна, тоа е сега и на ребалансот на буџетот, ова нема да биде прв и единствен ова година. Дали тоа ќе го правиме ние уште еднаш или некој друг соsobет или градоначалник, тоа ќе видиме, времето ќе покаже. Јас ќе кажам следно, дека она што ми оставува како впечаток е тоа што данъчните приходи остануваат исти. 174 милиона. Значи нема никаква промена. Има единствена промена во трансферите и донациите. Во целиот случај. Тоа што го обяснуваат старите колеги, нема да се повторам и тук ќе завршам, го кажат да не ја обременувам седмицата. Она што е исто така печатливо е дека и од данъците на специфични услуги сумата останува иста. А на претходната точка се кажа дека се очекува, ќе парафразирам, може би зборовите не се точни, тоа тука е, смислата е таа, дека до крајот на годината тука ќе имаме уште поголемо зголемување. Доколку за само 1/4 од годината имаме 50% реализација, дали е тоа планско планирање на буџет, односно да знаеме што да правиме во текот на една година. Или, како што општината добила известување од Министерството за финансии дека ќе им додели 60-41 милион денар, ќе чекаме во иднина некои други ситуации да не се случуваат. Тоа за жал, али во оваа ситуација може би и за среќа, оди во нагорна линија, во позитива. Меѓутоа не смееме да бидеме во ситуација да општината ја раководиме на принципот да видиме што ќе биде. Меѓутоа, за жал, изминатиот период такви се трендовите. Во делот на трошковите, јас се согласувам со овој ребаланс само во делот на капиталните трошкови и сега сум зборувал и повторно ќе кажам, значи без разлика кој како ќе ме разбере, јас сум за да тие бидат високи. Тоа значи дека граѓаните ќе добиваат повеќе и подобри услови за живеење и на територијата на општина Гевгелија и затоа тоа го поддржувам. Меѓутоа во делот на другите трошкови, носењето на буџетот за оваа година, а и при завршна сметка кога зборувам за делот на стоки и услуги, сите трошкови кои што спаѓаат дел од стоките и услугите, зборувам дека овие предвидувања или овие средства кои што се предвидени на овие ставки се малку, меѓутоа се прават така само за да се има избалансиран буџет. Самото трошење на истите, разбравме која е причината за ставката 421, меѓутоа останатите под неа се исто така со едно невидено ниво трошење за само 3 месеци. И она што сега го предвидувате во ребалансот, повторно ви е малку. Меѓутоа, иако имате како што гледаме, општината има доста средства, кои што овие ставки, договорни услуги, поправки, тековни одржувања и ред други работи може
да ги испланира веќе соодветно до крајот на годината. Меѓутоа повторно не го правите тоа, туку го оставате во една латентна состојба да со текот на времето направите повторно промена. Тоа е и она што го кажа дел од колегите, зголемувањето на средствата за трансфери и за договорни услуги, тоа е се со цел и една иста функција има, тоа се изборите, локалните избори на есен. Значи нема никаква друга, ама баш никаква друга цел, само тоа. Гледајќи го, и ќе завршам уште малку, гледајќи го трошковниот дел на трошоците на ставките, ми западна во очи дека во детските градинки и во училиштата се зголемува ставката договорни услуги. Пред малку реков, повторно ќе кажам, само е откупување на граѓаните. Во делот на уште една состојба што не ме е јасно зошто се намалува, тоа е сигнализацијата во сообраќајната сигнализација се намалува за 1 милион денари, таму колку што видов. Сметам дека во општина Гевгелија, ако излеземе надвор по улиците, ќе видиме дека со хоризонталната сигнализација, тоа е патната што е на земјата, е никаква. Дури бојата на улиците не се ползва. Некаде има и по 2 ленти кои што уште не се избришени, негде има по една, некаде нема ни една. Квалитетот на сообраќајната одбележување е на ниско ниво, а вие овде предвидувате дури намалување на одделени средства. Сметам дека не е во ред, напротив, сметам дека таму треба да бидат покачени, ако не за дупло, барем за 50%, и она што ќе се сработи да биде квалитетно, за да може да граѓаните имаат да видат на дело што значи одбележување на улиците и патиштата. И нема повеќе да должам, бидејќи колешките зборува и колегите, сметам дека овој ребаланс, ако имаме уште еден, не верувам, во зависност од делот на распишување на локалните избори, сметам дека е во функција на само на истите и сите зафати кои што ќе се вршат во наредните периоди ќе бидат во тој контекст, заради манипулација со граѓаните. Благодарам. Благодарам и вам. Колеги, јас ќе бидам многу краток. Почитувани колеги, навистина ќе бидам многу краток, бидејќи се сеќавам бе многу долго зборував кога го носевме буџетот за 2025 година, последната седмица од минатата година. Тогаш зборував многу и изразив голем оптимизам дека со таков буџет и со таква конструкција на буџет, со сите предвидувања кои што беа тогаш дадени за наредната 2025 година, треба во едни редовни околности да очекуваме, да бидеме сите оптимисти и да очекуваме дека Гевгелија ќе се соочи со нова квалитетна реализација не само на буџетот, него и за нуспродуктите кои што ќе произлезат од тоа. Кварталниот и јас не го коментирав од истите причини. Да не се повторувам, тука ќе спомнам само една реченица и го изразувам моето огромно задоволство од реализацијата на истиот. 30% реализација, особено во изборна година, во прв квартал, сметам дека е повеќе од добро, земајќи во предвид како прво ова зголемување што сега ќе го имаме, па ќе имаме зголемување на буџетот на 433 скоро милиони, што значи тогаш немаме 30% реализација распределено по 4 квартали, туку помалку. И второ, што кон крајот на годината знаеме дека имаме изборен процес, изборниот процес секојаш помалку ги закочува активностите во општината и во делот на реализацијата на буџетот, затоа ценам дека е добро што оваа предност била реализирана малку со време. Точката е ребаланс. Ребалансот го разбирам како јаготка на шлагот. Како потврда дека овој мандат конечно нема дилема дека е успешен, дека програмата поради која што се доби тој мандат до есен ќе биде реализирана. Пред нас имаме 432,8 милиони основен буџет после ребалансот,
што значи тенденција веќе за следните буџети да зборуваме во милиарди, веќе следниот таргет ќе не биде половина милиарда основен буџет, огромна добра претпоставка за развој на една локална политика. Во таа насока, да заокружам, јас тука не гледам само успешна реализација на мандат, јас тука гледам и една добра основа. Ние сакаме да тоа да го споменуваме или не, факт е дека се приближуваме кон избори и подготовка на предизборни програми. Овој основен буџет според мене треба да представува една добра основа за подготовка на наредните програми кои што ќе влезат во таа трка, и јас ќе бидам пресреќен, тоа го кажав и во дискусиите кога се разгледуваше точката за носење новиот буџет за 2025 година, ќе бидам пресреќен доколку овие 200 скоро милиони капитални расходи, добар дел, огромен дел од нив ќе бидат во насока на проекции на локалниот, ќе потенцирам, економски развој, односно изградба на нови содржини надвор од град, кои што ќе дадат нов импулс на живеењето во нашата локална средина, пред се во насока на задржувањето на младите и отварање на нови работни места, со кои што мнозинството од населението би било презадоволно. Благодарам. Друг за збор, колеги? Нема. Доколку нема, го затворам претресот и точка 3 ставам на гласање. Предлог измени и дополнување на буџетот на општина Гевгелија. Кој е за? 10 за, против, воздржани 3, 4, 6. Констатирам дека предлог измените се усвоени. Точка 4 и 5 па пауза или сега малце? Може сега? Може председател, днес има апарати, може да си заради хихировите ваши. Тоа го заокружиме. Срамота што не реагирате на време. Па мене тоа ми беше и прашањето да се постигне согласност. Зар не види бимот? Ајде. Точка 4 и 5. Добро. Точка 4. Предлог програма за измени и дополнување на програмата за уредување на градежно земјиште во општина Гевгелија за 2025 година, и точка 5. Предлог програма за измени и дополнување на програмата за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на општинските улици и патишта во општина Гевгелија за 2025 година. Почитуван председател на совет, почитувани советници, почитуван градоначалник, почитувани присутни. Овие две измени и дополнување на двете програми за уредување на градежно земјиште и програмата за изградба и реконструкција на општинските улици и патишта во општина Гевгелија за 2025 се должи заради усогласување со измените и дополнувањето на буџетот за 2025 на општина Гевгелија. Во измена на програмата за уредување на градежно земјиште, во програма подпрограма F20, износот од 1.200.000 се менува со 3.700.000. Во подпрограма FA0 за уредување на градежно земјиште капитални трошоци, износот од 18 милиона се заменува со 15 милиона. Под програма JAS70, од програма JAS7, износот од 6 милиона се заменува со 8 милиона и 150.
Под програма Е80, други комунални услуги, износот од 4 милиона и 500 се заменува со 2 милиона 350. Под програма ЈГ0, изградба на водостопни системи, од износот од 1 500 се заменува со 500.000. Под програма ЈМ0, изградба и паркови зелени капитални разходи, износот од 8 милиона се заменува со 4 милиона. И под програма ЈН0, урбана опрема, капитални разходи, 4 милиона се заменува со 7 милиона и 600. Приходната и расходната вкупно за приходи и расходи се намалува за 1.900.000 во програма. Во програмата за општински улици и патишта, тука има поголемо изголемување во подпрограмата Ј0 за изградба и реконструкција на патишта и општински патишта од 15.666.429 се заменува со износ од 60.246.429 денега. А се намалува во изградба на соврќање на сигнализација од 2 милиона на 1 милион и вкупната приходи и расходи се зголемува за 43 милиона 580.000 денари. Ова се должи поради планираните од 2025 и 2026 проектите што се за изведување, со подобра динамика се изведуваат и затоа се земат сега во оваа програма. Надпатникот на влезот во Гевгелија, кружницата, булеварот четврта фаза за уличното осветлување и поради техните договори кои ги имаме, обврските од техните договори. Доколку има прашање, ставаме разговор. Представникот прашање, дискусии по двете точки. Петров. Благодарам, председателя, почитувани колеги, почитуван ръководител на секторот. Како што и кажавте вие дека ова зголемување во програмите за уредување на изградба на патишта, на улици и патишта, дека проектите ќе се забрзи динамиката на нивна изградба 2025-2026 година. Јас тоа и го сметав и сакам да го кажам дека ова е за мене една предизборна почеток на една предизборна кампања на градоначалникот и локалната власт во пресет на локалните избори. Што повеќе проекти сега да се почнат да се види на дело дека нешто се работи во градот и во општината. Имаше градоначалникот доста време на располагање на претходните 3 години и сега тоа што не успеал да го реализира, ќе почне сега да го прави. Машини ќе видиме раскопани улици навсекаде. Ќе имаме оценување од граѓани кои што за да го дадат својата поддршка на избори на актуелната власт и градоначалникот ќе оценуваат тука да ми се направи двор, таму да ми се направи улица, таму да ми се направи ова, она, што бев и сведок на претходните избори, го видов тоа кај едни луѓе во едно мало. Така да тоа е за мене ова измена на програмата и на буџетот. Очекуваме сега многу градежни активности, но јас ќе констатирам дека составата со патишта во Гевгелија е многу лоша. Значи, не се најде толку години проект пари да се реконструира улицата Маршал Тито. Значи, спомнав еднаш дека по таа улица кога возиме камења во бубрезите, ако имаме, ќе ги извадиме. Потоа улицата кај што е од полицијата надолу до окружен тек на железницата се ставија таму 2 успорувачи на брзина, но таму немаше потреба да се стават успорувачи на брзина, самата улица е спора, бидејќи нема рамен дел во неа да возиш, нема ни една шахта изневелирана
така да не сум сигурен каде во градот имам сретната добра улица, освен можеби во новиот дел таму кај Карл Орман, на друго место нема. И да завршам, значи тоа е моето видување, че ова е само на политички маркетинг на градоначалникот до пресет на локалните избори и ќе видиме ова дали ќе му вроди со плод на овие наредни избори. Благодарам. Констатација беше нещо каши. Не беше Демерџиеве пред вас, докторе. Вие сте прав. Соседање не ја гледате други. Благодарам, председателе. Ќе поставам некој прашање до раководителот на секторот кој што ни ја доставува ова материја. Прво, член 2 вели износот од 1.200.000 се заменува со износот од 3.700.000. Зашто се планираат тие? Во делот патна сигнализација видовме намалување за 1 милион и јас се прашувам, вас ќе ја прашам лично дали сметате дека тоа е во ред, сега кога и сами зборувате дека се градат улици, имаме ќе има и нов дел, па Западен булевар, колегата преска спомна дека половината се од патната сигнализација, од обележените улици се подизбришени. Еве, од центарот на градот, па се до триаголникот овде имаме само единствен пешечки премис кој може да се помине улицата за другата страна и тоа е пред кафе бар центар. Доле кај што завршува триаголникот нема, значи ни фали, а ние имаме намалување за 1 милион денари. Во делот во подпрограма ИМ изградба на паркови и зеленило имаме намалување од 8 милиони на 4 милиони во момент кога дури и Државниот завод за ревизија вели дека општината не го задоволува доволниот процент на зеленило кое што треба да го има според стандарди. За сега толку и очекувам одговор. Благодарам и го. Може тук. Обележувањето на општина Гевгелија и во град Гевгелија во минатиот период е отпочнато. Вертикалната сигнализација веќе е обновена на доста голем дел. Се чекаат временски услови за да се отпочне хоризонталното бележење. Булевар, Западен булевар, средствата за обележување се предвидени со проектот преку кој имавме аплицирано во Светска банка. Тој проект се комплетно со обележување. Паркови имаме предвидено сега ќе се во скоро време ќе се отпочне и више тече поставка за избор економски оператори во село Миравци, така дека имаме зголемување на парковите. Вие сте доктор. Колега, пардон. Кажи кога е после така? Благодарам, председателе. Јас ќе се задржам за предлог програмата за измени и дополнување на програмата изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на општински патишки улици на општина Гевгелија. Ќе се потребам да не се повторам со преходните дискутанти. Апсолутно се слагам со колегата Ристов и Петров, зошто се прави сега, зошто толку околу 6% покачување има. Само морам да напомнам дека секој добар градоначалник или паметен градоначалник по почетокот на мандатот прави канализации, атмосферски, фекални, подземни, а кога ќе дојде во очи избори,
улица, патишта, затоа што луѓето тоа да го гледат и да гласат. Тоа е како нормална работа за секој градоначалник. Јас би се задржал нешто за, не би рекол за бројките, ништо веќе се е кажено, само ако може да добием одговор во врска со Западниот булевар. Ако сега одиме таму, ќе видиме дека посебно кај Тинкјот има поставено чунови и имаме две коловозни ленти и меѓу чуновите и крајот на патот има еден простор. Јас не знам зошто е тој простор, не ми е јасно. Ако може да добием одговор, ако тој простор е за точак, има некој објаснување, но ако е просторот наменет за пешаците, апсолутно не држи, затоа што не гледам некоја активност да се прави нешто како тротоар. А тамо треба да знаеме дека таа улица, булеварот, најмногу ќе биде искористена за младите кои тамо ќе рекреират према Динкјот и они кои ќе возат со точак. Вака, како што е сега поставено, ќе биде многу опасно за движење посебно на пешаците, затоа што не гледам кај ќе се движат пешаците. Ако се меѓу чуновите и крајот на патот, тоа е веќе катастрофа. Не може на патека, односно на патна, на асфалтирана патека да се одбележат и пешачки премен и да се одбележи движење на пешаците и движење на возилата. Ако може тоа да го добием како одговор, не само јас, туку и граѓаните го прашуваат што ќе стане со тој пат. Дали планирате да се направи и тротоари? Мислам дека тротоарите се многу битни за овој дел на патот. Сега иде летна сезона, таму ќе биде и сега, ако одиме не само летото, и сега е доста прометно, па загрозување на безбедноста на сообраќајот ќе биде поголема. Поголем ќе биде. Благодарам. Имате некој Столпчињата, рефлектирачките столпчиња се поставени поради безбедноста на учесниците во сообраќајот, пешаците и велосипедите, сите учесници во сообраќајот. Се додека не се изградат тротоарите, а тие ќе се изградат кога ќе го завршат во четврта фаза, кога ќе се изградат и електричното осветлување и тротоарите, тие ќе бидат трнати, тие се сега во временен режим и после тоа ќе бидат трнати и ќе бидат оставени 4 ленти за движење на сообраќајните возила, на моторните возила. Сега до тогаш и од експерти за сообраќај беше нагласено дека мора да ги има заради безбедност на пешаците, така да бидат заштитени. Тие ќе се движат во секој случај. И да нема тротоари, ќе се движеа по улицата, али да бидат безбедни, затоа се оттрнати и поставени посебни делови. Благодарам. Повелите уште нешто. Благодарам, теоретски така е, но во пракса ќе биде сосем поинеко. Значи, на иста коловозна лента ќе бидат и точковите ќе возат и пешаците. Сега во оваа фаза збориме. Во оваа фаза како е поставено, не како ќе биде. Тоа е таму да има и деца мали што ќе одат. Многу лесно може да излезат на коловозот, а таму да знае дека ќе се вози брзо. Такво е земјиштето. Удолница кога одиме према Динкјот. Што побрзо треба да се направат тротоарите и осветлувањето. Четврта фаза, да, ќе биде таа, ама четврта фаза може да биде и крајот на годината, ако се деси нешто, и ќе барем одговорност од оно што експерт. Експерт, да, ама теоретички експерт, практична работа. Одете, видите колку ќе биде безбедно. Таму ќе има и мајка со деца. Од раката малку да избеге и отиде тоа, кога нема тротоар. Јас не мислам дека не е безбедно. Благодарам. Благодарам и вам. Друг за дискусија, кажем кого?
Почитувани колеги, градоначалникот, општинска администрација и председателе, во врска со забелешката на колегата дека затоа што сме во изборна година и сега овие месеци ќе се асфалтира, ќе се цементира, не е така. Откако сме станати советници, ние сме нон-стоп во избори. Значи нон-стоп се работи. Градоначалникот и општинската администрација си имат план, програма и по тоа постапуваат. Не може да забораваме дека само што дојдовме тоа лето, 22 се отпочна со новата водоводна мрежа према Негорци, према Пардејци и Богородица. После тоа, кога се заврши таа фаза таму, се цементира и улиците, кај што се раскопуваше. Дојде на ред на многу улици, на многу краци во градот беше цело лето раскопано кога се ставаше атмосферската канализација. И многу луѓе се бунеа, тогаш имав прилика еднаш една госпоѓа да слушнам како се буни, вика како може овој СДС да трпи од градоначалникот така прашина низ цел град летно време. А неговата девиза беше нека спадне сето тоа што треба да земјата да се повлече и после да се асфалтира. И имаше право. Истрпевме едно лето и помина и тоа и еве сега имаме атмосферска канализација. Може би некаде има пропуст, но тоа е минимален. После ова атмосферска канализација, во исто време се отпочна и со булеварот, западниот булевар, со сите фази таму поред. И еве сега е финална фаза. Конечно да не забораваме улицата Џоко Тутушев, што безброј градоначалници поминаа и никогаш не беше решена. И сега тие граѓани таму што живеат, колку куќи се толку, имат и атмосферска канализација, и фекална канализација, и убав слој асфалтиран. После овие фази се отпочна, значи, се работи нон-стоп поред. Не е тоа затоа што е изборна година, се има ред и на трошењето пари и на исполнување на планот. Во исто време, во сите населени места, се асфалтира, се цементира, се бетонира секаде кај што треба. Значи, излишно е да се зборува дека затоа што е изборна година, затоа се цементира. И затоа се префрлат пари од ставка на ставка. И друг пат имам кажано, зошто ние се уште се занимаваме со цементирање, со асфалтирање. Затоа што на запад тие работи се завршени многу порано во тие општества. Меѓутоа во Македонија и такви земји како што се тука на Западен Балкан останаа многу незавршени работи и сега убрзано се работи. Кога ќе ги завршиме тие фази, ќе се дава за спорт и за култура. Може би нешто испуштив од сите проекти. Маршал Тито, ќе дојде ред и за Маршал Тито и ќе биде вратена во првобитната состојба како што беше. Се надевам дека и тој дуп 15-1, да не спомнам па колку дупови, ние 6 дупа донесовме за овие 3,5 години. Тој дуп 15-1, кај што е старото училиште Владо Кантарџиен, каде што е изумрен тој дел од градот спроти малиот парк, ќе заживее и ќе имаме убаво карче за кај да одат младите луѓе. Благодарам. Благодарам, Иван Крајски, захвалува. Друг да збор? Силна. Благодарам, председателя. На комисиите за вчера, во врска со предок програмата за измени и дополнување на програмата за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на општинските патишта и улици во општина Гевгели за 2025 година, во вкупен износ од 43.580.000, не говорите дека ќе одговорите денес. Денес одговорницата не баш разбрав зошто ќе бидат наменети овие средства. Дали можете да дадете конкретен одговор зашто точно ќе бидат наменети? Благодарам. Благодарам, Иван. Тековите договори кои се во тек, исто така и поради средствата добиени од владата на Република Македонија,
и добрата динамика на проектите кои се работат во моментот. Првично имаше план за некои од објектите да бидат 2025 и 2026, но поради добрата динамика сите ќе бидат завршени во 2025, па поради тоа е ова зголемување на програмата. Толку. Повелице. Благодарам, председателе. Не сум задоволна од одговорот, затоа што одговоривте буквално округло па на кјош. Како што вели нашиот народ, многу лафе, ништо не кажа. Значи, бараме конкретно за кој проект точно да се работи за милионска сума. Значи, се работи за 43 милиона 580 илјади. А да ми одговорите дека онака нешто како вака, мислам дека не вари. Ако не знаете вие, градоначалникот е тука, па би го замолила него да одговори по-конкретно. Благодарам. Градоначалници, вие? Не е предусетен, порачам на советникот Сила дека нема да дозволам некоректно однесување кон ръководителот на комунална дејност од причина што денонокно е на терен за да овие сите проекти бидат реализирани како што треба. А во однос на тоа зашто е заголемувањето, ако вас на вистина интересира, може да видите од материјалите од каде и зашто доаѓа тоа зголемување. Еве само еден проект што беше 2025 и 2026 планиран, во 2025 со предлог буџетот беа планирани 15 милиони, сега се планирани 32 милиони. И тоа можете да го видите, имате 7 дена во материјалите. А не сега да некоректно да се обраќате кон човекот кој што е денонокно на терен за овие проекти. Значи тоа можете, ако да интересира, да го видите во материјалите од каде доаѓа зголемувањето. Друг за дискусија? Нема. Били Атанасов. Пред нас денеска, како точки 4 и 5, ги имаме предлог програмите за измена и дополнување на програмата за уредување на градежно земјиште и програмата за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на општинските улици и патишта во општина Гевгелија. Слушајќи ги претходните дискусии од колегите советници и од представникот на општинската администрација, до кој прво ќе се обратам дека на 61 седница по точка реден број 16 информација за состојбата со хоризонтална и вертикална сигнализација, што требаше да ми достави одговор на советничко прашање, тој одговор до денеска не го добив. Ќе барам на писмено да ми го испрати, нека ги прегледа снимката од седницата, за да го види прашањето, за да даде одговор. А инаку, слушајќи се што се направило од и во 2025 и тоа што било предвидено, па ја се вративме проекти во 2022 година, мислам дека почитуваната министерка за финансии Гордана Кочовска-Димитровска ќе позавиди на тоа што се случува на топлиот љуб, бидејќи беше многу ладно во првите месеци од годината, немаше капитални инвестиции. Овде кај нас е друга приказна, имаме и во буџетот голема реализација, а и од сите проекти што беа презентирани, поготово од колешката советничка Хаджи Николова, се презентираше се, само не проекти изградени од општински пари. Се презентираше и проектот за атмосферска канализација, водоснабдување за Богородица, Негорци и Пардејци, што беше пред 2022 година. Џокото Тушев, што денеска е наведен во извештајот на планскиот регион,
се спомна само ништо што е направено од општински пари. За Западен булевар знаеме дека идните генерации ќе го враќат кредитот што беше земен, што и сигурно ќе достигне до 1 милион евра. Другата фаза, ако се оде до таму, ќе се види дека Министерството за транспорт и врски е инвеститор со тие 545.000 евра што беа претходно обезбедени, што стоја на сметка. Сега ќе дојде тоа што може би треба да се направи од општински пари. Веќе слушнавме од представникот дека вертикалната, хоризонталната сигнализација се дел од проектот. Ќе видиме за осветлувањето и за тротоарите во четврта фаза, кога тоа општина Гевгелија ќе ги направи со своји средства. Во делот се повторуваме сите, но алармантно е, сакам во делот за сообраќајната сигнализација што се намалува од 2 милиона на 1 милион денари, имајќи ги во предвид се тоа што треба општина Гевгелија да сработи сега со новиот што е во изградба влез на градот со кружниот тек, со надвожњакот и се друго, мислам дека тие средства не се доволни и апелирам овде одговорница за таа сообраќајна сигнализација по не знам кој пат на вистина да се види и да се реши состојбата на сите две локации каде што имаме семафори, бидејќи едниот веќе со години не работи, а другиот е ставен од пред некои месеци, тој не работи и барам како советник и сите советници да добиеме одговор дали двете локации имаат сите потребни документи, дозволи за таму да има семафори и дали толку општина Гевгелија не може да обезбеди сервисери или фирма кој што ќе ги одржува тие две локации каде што има семафори во Гевгелија и цело време ќе бидат ставени на времен режим и да се користат сообраќајните знаци. А инаку и за двете точки нема ништо да кажам, бидејќи убаво се образложени на двете точки, имам по 6 реда образложение, дадено од представникот, другото се само бројки наведени, така да мојот апел е за да добијам одговор на прашањето од 61-та седница и мислам дека прераспределбата е направена на средствата така да не се знае никаде ќе бидат на кои конкретни улици, на кои конкретни во метри квадратни изработено, конкретно во асфалт, бетон, бекатон или во било што, така да тие се само бројки. Ние овде одговорница ќе ги слушаме реализациите во бројки, но на терен, на лице место со општински пари, многу малку од тоа ќе биде сработено. Благодарам. Благодарам и вам. Повелец. Благодарам, председателе. Жал ми е што тука не е градоначалникот, затоа што лично ме прозва. Секој чест за представникот на општинската администрација што е на терен, секој чест. Само што како совет и како членови на совет и на комисии, кога поставуваме директно прашање, бараме директен одговор. Градоначалникот нека ми прости, ама секој пат кога излекувам на говорница, излекувам со материјалите. Значи, во врска со ова програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на општинските улици и патишта, во прилог си ги вадам програмите што се дел од буџетот, каде што има промени или нема промени. Значи, програмата Ј6 останува иста, точно. Програмата Ј се намалува за 1 милион денари. Програмата Ј се изголемува за 44 милиони и 580. И сега, тука како што е наведено, Ј изградба на општински пат Конско-Сермини Миравци, износот останува ист. Ј за обиколен пат околу Гевгелија Јужен булевар, износот останува ист. Реконструкција и рехабилитација на дел од булевар Гевгелија надпатник, износот останува ист.
изградба на кружна крстосница, износот останува ист. Значи, само во конто 482 други градежни објекти е ова зголемување од 44 милиона. Не е наведено на што се однесува. И мислам дека држи прашањето дали од мене како советник или од било кој друг советник да знаеме зошто ќе бидат тие средства. Ништо конкретно нема. Значи во материјалите кои што доаѓаат кај нас како членови на Совет. Затоа се прашањето. А не да умаловажиме представник на општинска администрација или не знам. Поставивте прашање, добивте од градоначалникот одговор, колку сме задоволни што толку. Ќе добиеш. Процедурално имаше речи. Значи, мојата процедурална забелешка е кон вас. Значи, упорно влегувате во збор на советниците од СДСМ. Ова е веќе некоректно. Немојте да мислите дека не ве пратиме и не гледаме што правите. Ќе бидеме приморни ние да со ист аршин ви вратиме. Значи, бидете културни, нека советникот се искаже, ако имате забелешка, кажете мој. Ова е кон вас забелешка, иако сте председател, вие сте еден од нас 19. И е во ред да водите рамноправност во делот на наследниците и на искажувањето на советниците. Ако не знаете, има претходно председатели, учите од нив. Обраќањето до голешката сила беше по завршувањето на дискусија. По завршувањето на вашата дискусија беше моето. Вие ја напуштите. Дискусијата беше завршена. Денес единствен упат имав кон колешката каже колко. Па требаше да имам. Дали друг се јава за збор во врска со овие две точки? Нема, бидејќи нема, точка 4 ја ставам на гласање, кој е за? 10 против, воздржани, не гласале, 8. Оти 5. Точки. Поставени беа прашањето врска со гласање, да се изјаснивте сите кој како мисли. Запишано е така. Да не биде после и грешки и тоа. Точка 5 ја ставам на гласање. Кој е за? 10 за. Против? Воздржани? 1. Другите не гласат се. Али колку се други? 7. Така. Сега, во врска со следните две точки, мислам дека треба да се поставува и опрема, така? Паузата трае се додека не биде поставена опремата, но не пократко од 10 минути.